по предметот граѓанско образование за 8 оделение. Денес ќе зборуваме за меѓународни организации. На крајот на оваа видео лекција треба да ги постигнеме следните цели и задачи. Ученикот да знае за улогата на меѓународните организации и нивното функционирање. Ученикот да знае за придобивките од учеството во меѓународните организации во однос на човековите права, мирот и развојот на демократските вредности во светот и ученикот да знае за активностите со кои би се заштитиле правата на детето во меѓународните документи. Знаете ли дека државите имаат повеќе функции, а едни од функциите на државите се следните: зачувување на мирот и безбедноста, остварување на економскиот развој на општеството, обезбедување на заштита на правата на граѓаните и слично. За да можат државите подобро и полесно да ги остваруваат своите функции, тие започнале да соработуваат меѓу себе. Меѓународната соработка е всушност резултат на потребата за зачувување на мирот и безбедноста во сите држави во светот, неопходноста од размена на ресурси, научни и технолошки откритија, економска и друга соработка меѓу државите. Денес светот е поповрзан од кога било во историјата на човештвото. За да се опишат сите овие промени се користи поимот глобализација. Глобализација е поим кој се користи за да ги опише промените во општествата и светската економија. Придобивките што ги носи меѓународната соработка се многобројни. Пред се, државите можат да ги постигнат своите цели кои инаку не би можеле да ги остварат сами. Исто така, преку развојот на позитивни меѓународни односи, држави можат да наоѓаат различни решенија за своите проблеми, како и да ги решаваат проблемите што се заеднички за повеќе држави. Со текот на времето, за да се обезбеди заштита од попречување на соработката меѓу државите, правилата врз основа на кои почивала соработката започнале да стануваат потврсти и појасно дефинирани. За да може да функционираат воспоставените правила во меѓународната заедница, се појавила и потребата од постоење на меѓународни организации. За поимот меѓународни организации постојат повеќе дефиниции, во кои најчесто меѓународните организации се дефинираат како здруженија на држави, но и други правни субјекти, што се создаваат врз основа на одредени правила и принципи за остварување на заеднички цели. Периодот на создавањето на современите меѓународни организации започнува со создавањето на Друштвото на народите во 1919 година. Создавањето на оваа организација е директно поврзана со завршувањето на Првата светска војна. Токму поради погубните последици од војната, човештвото презело ваков напор на светски план за да можат државите во иднина организирано да се справуваат со потенцијалните нарушувања на мирот и безбедноста. Периодот на 20 век некои го нарекуваат век на меѓународните организации, бидејќи по крајот на Втората светска војна па се до денес се создале голем број меѓународни организации. Иако постојат повеќе начини на класификација на меѓународните организации, тие може да се поделат во две поголеми групи: универзални и регионални меѓународни организации. Универзалните меѓународни организации имаат тенденција да ги опфатат сите постојани држави, односно сите држави кои што постојат, додека пак регионалните ги опфаќаат државите само од еден регион. Денес постојат голем број на меѓународни организации кои вие секако ги познавате, а тоа се Организацијата на Обединетите нации, при што се користи кратенката ООН, потоа Меѓународен фонд за деца при Обединетите нации, се користи кратенката УНИЦЕФ, Европската унија се користи кратенката ЕУ, Советот на Европа се користи кратенката СЕ, Организацијата за безбедност и соработка на Европа се користи кратенката ОПСЕ, Североатлантската алијанса се користи кратенката НАТО и Федерацијата на Црвениот крст и Црвената полумесечина. Прво ќе зборуваме за Организацијата на Обединетите нации. Организацијата на Обединетите нации е една од првите универзални меѓународни организации, основана по крајот на Втората светска војна во 1945 година. Оваа организација е наследничка на Друштвото на народите
кое што беше формирано по завршување на Првата светска војна. Основна цел на Организација на Обединетите нации е зачувување на мирот во светот. Во составот на Организацијата на Обединетите нации функционираат различни тела, меѓу кои и Меѓународниот фонд за деца при Обединетите нации или УНИЦЕФ. Основна задача на УНИЦЕФ е да се грижи за правата на детето. Тоа може да се оствари преку активности за обезбедување на основни услови за живот на децата, заштита на здравјето на децата, квалитетно образование и друго. Друга меѓународна организација е Советот на Европа. Советот на Европа е регионална меѓународна организација, основана во 1949 година. Оваа организација ги обединува државите од Европа околу темелните демократски вредности, значи слобода, човекови права и владење на правото. Советот на Европа е најпознат по Европската конвенција за човекови права. Друга меѓународна организација која сите добро ја знаеме, тоа е Европската унија. Европската унија, како што ја знаеме денес, е основана во 1993 година. Иако незиното постепено создавање започнало уште во 1951 година, сепак ова организација е всушност заедница на држави што се наоѓаат во Европа. Иако ЕУ како меѓународна организација има своји посебни институции и надлежности, сепак е неопходно да соработува со незините држави членки. Клучните цели на ЕУ се унапредување на мирот, воспоставување на заедничка зона на слобода, безбедност и правда, воспоставување заеднички внатрешен пазар, унапредување на економската и социјалната благосостојба на незините народи и зајакнување на солидарноста меѓу незините членки. Друга меѓународна организација, тоа е Организацијата за безбедност и соработка на Европа или ОПСЕ. ОПСЕ е создадена во 1975 година. Низината улога е насочена кон безбедносни прашања, сигурност и стабилизација на регионот на Европа, а подоцна и пошироко, со помош на демократски средства и демократско владење. Друга меѓународна организација е и Североатлантската алијанса или НАТО. НАТО е воено-политичка организација создадена во 1949 година. Во НАТО членуваат држави од Европа и Северна Америка со цел да се обезбеди политичка и безбедносна соработка меѓу државите членки. И друга меѓународна организација, тоа е Федерацијата на Црвениот крст и Црвената полумесечина. Тоа е една од најзначајните хуманитарни организации во светот. Таа ги промовира хуманитарните принципи и вредности, обезбедува помош во вонредни ситуации од поголеми размери, дава поддршка за здравствена заштита и друго. Сепак списокот на меѓународните организации е многу долг, а уште подолг е списокот на нивните активности и мисии што ги придонеле за благосостојбата на човештвото. Важноста на постоењето на меѓународните организации во однос на придобивките за човештвото е непроценлива. И затоа во првиот член на повелбата на Организацијата на Обединетите нации стои: ние народите на Обединетите нации сме решени да ги спасиме идните поколенија од ужасите на војната што два пати во текот на нашите животи му нанесува на човештвото невидени страдања. Така, завршивме со оваа видео лекција и сега накратко да повториме колку сме научиле. Кои функции ги има државата? Државата ги има следните функции: зачувување на мирот и безбедноста, остварување на економскиот развој на општеството, обезбедување на заштита на правата на граѓаните и слично. Што е тоа глобализација? Глобализација е поим кој се користи за да ги опише промените во општествата и светската економија. Набројте кои меѓународни организации ги познавате. Значи, тука се Организацијата на Обединетите нации или ООН, понатаму УНИЦЕФ, Советот на Европа, Европската унија, Организацијата за безбедност и соработка на Европа, ОПСЕ, Североатлантската алијанса, НАТО, Федерацијата за Црвениот крст и Црвената полумесечина и која меѓународна организација се грижи за заштита на правата на децата. Тоа е меѓународната организација УНИЦЕФ. Активност на учениците за дома.
Преку истражување, интернет, енциклопедии, книги и учебници и така натаму, изгответе презентација за одредена меѓународна организација по ваш слободен избор. Се надевам дека ги постигнавме целите и задачите предвидени за овој час. Се надевам дека ви беше интересна оваа видео лекција. Ви благодарам за вниманието. Довидување.